почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Ова е местото каде што Оливер Спасовски го направи најсрамниот прес во историјата на македонската полиција. Викаше десетици медиуми под контрола на Социјалдемократскиот сојуз и Сорос само за да се пофали дека Мерцедесот во кој се возат Заев и неговите гости не го испрал 2 недели. Спасовски правеше спектакл од неиспран автомобил, а сега се крие и го нема да изусти барем еден збор на сочувство за двете деца кои беа застрелани заради непрофесионалноста и неспособноста на неговата партиска полиција. 16 годишно момче уште се бори за живот на клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување. А Оливер Спасовски се крие и не одговара на барањата за смена на началникот Трајанчо Пројковски, одговорен за полицијата која скандалозно пукаше во деца. Ова е најдобар показател за лицемерието и животот што го најавуваше Заев. Поважен му е Мерцедесот отколку 2 животи на 2 деца, застрелани токму заради неодговорно и непрофесионално работење на нивните партиски кадри. Оливер Спасовски и МВР 2 дена молчат за пукањето врз 2 малолетни деца во Струмица. Граѓаните очекуваат санкции и крај на полициската бруталност. Младо момче на 16 годишна возраст се бори за живот, а второто се опоравува по извршената хируршка интервенција и е се уште на лекување во Струмичката болница. Кога Социјалдемократскиот сојуз е на власт и управува со МВР, криминалот зема замав, а страдаат граѓаните на Република Македонија. Сведоци сме на непрофесионалност и наместо заштита на безбедноста и јавниот ред и мир, имаме случај во кој полицаец застрела малолетни лица. Оливер Спасовски, наместо да излезе и соопшти детали и да искаже жалење, молчи со надеж дека ќе си го заштити партискиот началник, макар убиле и 5 деца. Тука и новиот директор на БЈБ, Лазе Велковски, кој исто така молчи за овој случај. Се работи за случај во кој има 2 млади животи, а челниците во МВР се однесуваат како нивниот живот да нема вредност. ВМРО ДПМН предупредуваше дека заради неспособноста Социјалдемократскиот сојуз ќе го пренесе хаосот во институциите. Тој хаос во полицијата загрозува животи. Тоа е директна вина на Социјалдемократскиот сојуз со нивните кадровски политики во Министерството за внатрешни работи. Разрешувањето на докажани професионалци и на нивно место назначување на партиски кадри кои со нивното раководење во службите сериозно ги загрозуваат мирот и безбедноста во нашата република. Првите жртви на полицијата, предвидени од оваа неспособна и неодговорна влада, се 2 млади животи. Оливер Спасовски мора веднаш да го смени началникот на Струмичката полиција. Полициското насилие, кое е одлука на претходните владења на Социјалдемократскиот сојуз, не смее повторно да стане пракса во Република Македонија. Заев е решен на целосна партизација на Министерството за внатрешни работи. Ова беззаконие на партиските шерифи на Социјалдемократскиот сојуз во Министерството за внатрешни работи им праќа сигнал дека може да пукаат и убиваат без да бидат казнети. Впрочем, Заев го унапреди полицаецот кој внесе оружје во собранието и пукаше кон граѓаните по негова наредба. Хаосот што се создава во безбедносниот сектор е последица на 500 решенија кои ги поделија Спасовски и останатите функционери за да направат полиција во служба на Социјалдемократскиот сојуз, а не на граѓаните на Република Македонија. Последиците се сериозни. Социјалдемократскиот сојуз и сите прекршители на законите треба да знаат дека повраќањето на власт на ВМРО ДПМН ќе бидат санкционирани, а сите одлуки донесени од страна на Социјалдемократскиот сојуз ќе бидат ревидирани и исправени. Со враќањето на правната држава и демократијата во Република Македонија, сите криминалци и прекршители на законите ќе одговараат. Сите, од прв до последен. За криминалите и антидржавните дејствија кон државата и нејзините граѓани мора да има соодветни санкции.